Во оваа емисија доминираат уметниците, писателите, но секако фокусот е проширен и ако можеме да разговараме за култура, уметност, литература, можеме да зборуваме за уметност на живење и на уметност во се она што луѓето го работат. Овде не е туѓо дека гостувале неколку доктори, но тие секогаш имале некој поширок диапазон на интересирања, секогаш биле музикални, секогаш музиката им била блиска, читањето, спортот многу често и овој пат се антиципираме, иако кога ќе го споменам името на професор, доктор од Клиничката болница Систина, Слободан Боби Лазаревски, секако ќе видите дека се работи за една уникатна личност и мене ми е посебно задоволство што има можноста да разговарам со него. Добре дојдовте во Астрорум. Добро ве најдов и моје задоволство исто да бидам ваш гост. Разговараме на различни теми и мене секогаш ме фасцинирало како тоа медицината рака под рака многу често оди со спортот, со музиката или со некој друг вид на уметност. Дали самите сте анализирале како тоа еден таков човек кој што мора да биде екзактен, мора да биде строг во принципите, може да биде и толку, да има потреба толку да си го збогатува животот со уметност? Па не знам, тоа не оди едно со друго. Уствари, сето тоа е начин на живење, филозофија на живење, медицината е обичен занат. Јас никогаш немав нека посебна желба да бидам доктор, а јас моето формирање и како личност и од детството почнувајќи се базира се на да речеме 4 правци. Едниот е музиката од најрани години, пошто татко ми уште од јас уште го бев најраните години слушаше плочи. Второто е литературата, односно класичната литература, благодарение на мајка ми која многу читаше. Третото е филмот, кој беше мој најголема љубов, дури тоа ми беше и желба да студирам. Тоа време беше на нели чешка школа, но jego што се вратија големите режисери наши од Ексију, нели Паскалјевиќ, Марковиќ, Лордан Зафрановиќ, Рајко Грлич, така натаму. И четвртото е стрипот. Јас на тие четири, нели тие детски афинитети и љубови. Афинитети и љубови, да, на тоа врз база на нив јас го формирав и можда и мојот карактер и начинот на живење, животната филозофија и така. Медицината случајно дојде, пошто не знаев стварно што ќе студирам. Повеќе наклонето си имав меѓу книжевноста, филмот, викам, али не прави некои случајни така, некои може да кажам ситуации во гимназија и отпорот на татко ми према такви некои, он викаше секогаш дека еден човек да остане доктор му треба, ја мислам дека он неговата желба било да биде доктор и таа неговиот татко го натерал да биде инженер и така, па го послушав, пошто стварно немав никакви други афинитети. Па се погоди во текот на студиите да ја засекам медицината и понатаму да се развивам во тој правец и во случајно беше и да бидам гинеколог, повеќе сакав хирург да бидам, кардиолог, но се занимавате... Тогаш имаше на клиниките некои тие беа као акции, работување на најдобрите студенти. Ја као конкурирав, не ме привија на хирургија, на кардиологија и некако случајно дојдов на гинекологија, не ја сакав гинекологија, тама ете испадна тоа да се бавам. Да.
Кажавте дека од најраното детство ова ве интересирало. Знам дека важите за градски лик. Во Скопје ве познаваат од сите области. Значи, каков беше животот тогаш и колку тој можеше да формира една личност? Предпоставувам дека беше престиж да се познава музика, да се слуша Радио Луксембург, да се има најновата плоча од таму и вие сте пасиониран колекционер на винили. Да, тоа е исто. Јас ви кажав, татко ми од мала, јас само земјотресот кога беше, имав 4,5 години. И тогаш нашата зграда беше полусрушена, ни го крадоа телевизорот и фрижидерот, споредот, не можеа да го земат радиото, што беше како еден регал, таму имаше и грамофон. Огромно. Тогаш татко ми слушаше многу музика, купуваше плочи многу, од Сан Ремо у тоа време, Том Джонс, Инглберт Хамперинг, се сеќавам, од нашиве Мики Евремовиќ, не знам што. Они фестивалските звезди. Ние слушавме музика фактички дома и кога патувавме, донесе од едно патување од Италија, така како портабал за синглови, цел пат тогаш до Црна Гора се патуваше 2 дена и ние само пуштавме со сестра ми и они пеа. Така до тогаш, негде трето, четврто деление добив на поклон првата плоча од тоа беше некој блуз, така, некоја компилација, многу и тогаш кога почнав редовно да и татко ми купуваше плочи, понатаму он стана некој професор во се отвори факултетот за сообраќај во Битола и од дневницата си нарачува по 2 лонг плейки од Англија неделно, значи ставаше 100 денарка, тие црвени едни. Да. Заокружиш која и стварно направивме на многу добра колекција на оригинали. Овде бев редовен после гимназија секој ден во југото. РТБ исто тогаш немаше нешто да не дојде, јас таму да не го прислушам или да купувам и така. Знаете колку брои денес вашата колекција или? Јас многу од моите плочи изгубив, неколку илјади беа, се разбира дека во тоа време сили било она нешто, нели се ожених понатаму и некако замре тоа грамофоните и сумре. И фала Богу се вратија. Инаку тие силидби нешто ми украдоа, нешто раздадов и сега полека ги реобновувам истите тие плочи што сум ги. Што ви недостасуваат. Да. Имаше уште еден момент тука што исто е многу битен, а тој е клубскиот живот во тоа време. Се разбира и Радио Луксембург, нема да го заборавиме. Првите диџејнице. Да, заборавив како се викаше, што го слушавме секоја вечер. Али имаше уште еден момент. Негде на 100 метри северно од мене, на селбата тамо во одно кај што живеам, живееше Борче Стоевски, он беше гитариста и лидер на групата Вакуум, која подоцна прерасна во Триангл. За жал почина прерана некои 20 нешто години од сообраќајка. Стопира тука баш комшилук и целата група, он почина лице место, другите беа повредени. И он правеше кај него први гитаријади во Македонија, можда и во подрумот и во цела Југославија. Ние тогаш слушавме, он фантастично свиреше, као имиджот беше Џими Хендрикс, исто свиреше као него. Така, ќе се вратеше од град, ние го чекавме кој дома имаше гитари и нешто да донесе и да ни свири у тоа време. Џон Денвер или Саймон и Гарфанкел или Кет Стивенс, нешто такво и Џими Хендрикс. Свиревте и самите, така? Гитара? Свирев нешто гитара и клавир учев. Ја ако ја сакам музиката, јас сум иначе антиталент за музика. Немам ни слух, немам врска, не знам. Додека не ве слушнам, не верувам, просто толкав љубител на музика. Па јужно на 100 метро од мене живееше Гранит и они има групата Пу, односно после Лева патика. И они го има првиот клубче тоа време. Тоа беше 100 метрени лозија, требаше да поминеме. Само ние као дет помали од нив неколку години, уживавме таму. Таму све што беше добра девојка. Тоа време мораше да се појави таму, не поголеми од нас, само ние уживавме да ги гледаме нив. Тука доаѓа сите у тоа време, првите моменти на Здравко Чолич, на Горан Бреговиќ беа, го доаѓа во Скопје, Рака Мариш беше нонстоп таму. Така да израстав меѓу тие такви луѓе и таква музика, да и јас во втора година гимназија, јас во мојата куќа, татко ми дозволи, си направив клубче и тука правевме журки, се собиравме, слушавме музика.
така многу Кои од љубови. вашите пријатели стана денес музичари и остана? Што ги паметиме или отидоа во други? Не, сите отидоа во различни своји животни правци, али у тоа клубче се десија многу љубови, некои од тие завршија со брак и така, беше интересно. После почна факултетот и така. Али љубовта према музиката не застана, дури све што собравме, ако после ме гледа и сопругата, ќе се изнасме, сите пари од свадба што ги собравме, јас ги дадов на музика и опрема. Тоа време, ништо Добре, што брзо не завршил све што можеше да бракот. речем од Англија, звучници, да речем, не знам што и така. Знам дека сте на листата во кај Тоше за винили. Знам дека редовно, тој ви ги редовно. ги си ги чекате нешто своите. странство кога одам секогаш одам у некои такви пазари за стари работи и си купувам плочи. Освен ако не одите за И делови винилот е- за велосипед. Да, освен тоа. Винилот е за мене, не знам, не може ништо да го замени и ден денеска не може ја децата да го сватат тоа како ја слушаш, како ја пушташ. Ја пуштам, јас никогаш не идам вака, јас само ја пуштам и уживам. Да, велат дека треба посебно внимание и тогаш сте фокусирани на музика, кога мора да вложите напор, да ја ставите плочата, да станете, Да, во тоа да има смените. некоја драж што не знам. Јас и тоа баш уште го користам, тој е еден Торенс кој има сигурно 35 години. Имам и други грамофони, уште два, али овој најстариот ми е најдобар, само рачка аудиофилна има и така нови игли менувам и си уживам рачно да го ставам, да седнам и да слушам. Да. Вашата сопруга среќа таа е новинар во македонското Да, радио и претпоставам дека има разбирање за вашата пасија, зашто ова може да изгледа страшно за некој што воопшто нема чувство за музика. Среќа што сега после го се вратив пак на водно, нели го доградивме со сестра ми куќата, односно срушивме тоа старото и доградивме, па они баш делот кај што беше тоа моје клубче, го оставив, не го срушив, некој Интуиција, дека ќе ви некоја, затреба. Што знам, може носталгија. Носталгија. И само тоа го проширив и тука имам едно 40 квадрата као само за мене. Оаза. Али тоа не беше само за мене, после децава, сега се и двајцата во брак се разбира, меѓутоа додека не беа, тоа беше after party место и оде беше секоја вечер да се После мај излегување завршуваат. Да, тука завршува. И повторно вие Само немавте. ги молев да не ми ги чачкаат. Очи. Винилите и грамофонот, друго што сакаат него. И Супер, тоа. супер, добра историја. Во тоа време, претпоставам дека подобрите ученици завршувале на медицина и денес владее тоа мислење дека или треба да е некој инженер, адвокат, лекар. Вие очигледно не сте се покајале и чудни се патиштата, еве зошто гинеколог и токму најголемите успеси во оваа област ги постигнувате. Да споменеме за оние малкумина што не знаат, вие бевте храбриот што излеговте од државното здравство, веројатно ви Прв или викале втор вие од сите сте клиники. да, вие сте што ви недостасува, сите се тепаат да бидат дели на клиниката, излеговте, работевте во приватна пракса, ама многу брзо ви требаше да сте во операциона сала повторно. Таа љубов и баравте таков простор за работа, така течеше хронолошки. Да, јас се вработив во 85-та година со тие фамозни акции, нели, на гинеколошката клиника и таму поминав негде 10-11 години. После се случи овие, нели, осамоставување, па онда тогаш почна и она не баш правилна, нели, напредување, селекција, почна она врски парти, све се преврти, се испревертира целата и струка и наука, upside down, нормално, нели? И некако у тоа време нешто као да ми пукна филм, више, ова не беше она што... И имав една понуда така да работам приватно. Одлучив ја, дојдов дома, мајка ми се фати со глава, вика сите сакаат вамо ти. Ама ете, тргнав. Јас бев пред тоа од сите клиники зборувам. Еден психијатар и еден невролог, кој се заедно работиме со тој, излегува пред мене. После јас и после уште неколку и почна полека. Меѓутоа, целата таа постапка за излегување од клиника беше со долго размислување и комуникација со неколку колеги. Во тоа време имавме некоја визија дека е дојдено време овде да се направи приватна болница. И имавме тогаш у втората половина на 30-тите години, кој човек најхрабар, сигурен во себе, мисли дека нема тајни за него и така.
Но добро ги завршивте сите специализации, одевте и надвор. Веќе бевме, јас и почнав и докторатот, нели, бевме веќе профилирани кој каде, кој што ќе работи. Така да долго време правевме состаноци меѓу нас, баравме спонзори и така јас со тој момент излегов. Фала Богу, имавме некои комуникации тоа со Жан Митрев, имавме со Илица Угриновски заеднички, да на крај најдеме тој момент спонзори, инвеститори, тоа се Камчеви и Тривкон Костовски, најдовме заеднички јазик и болницата се отвори многу брзо. Вие сте основачот. Да, и онда ни се смеја сите, јас често ова го кажам, сите ние што излеговме во тој момент, првите 7-8 души, гинеколози, почнаа ни се смејат, вика, сега такси сите ќе возите. Еден колега многу... Кога ќе останете без работа, предпоставам. Да, мој пријател, колега, постар, он е во пензија, иначе татко на Ана Јовковски. Ана Јовковска, да, Јовковски. Да, он имаше еден стар Ford Probe со 2 врати. Вика, само ти што ќе правиш, овие ќе возат такси, ти вика што ќе правиш. Нема да може. Меѓутоа, ентузијасти бевме, стварно не ми е јасно со која храброст. Денеска да се вратам, никогаш не би го направил тоа. И ми успеа проектот, упорни бевме, добри. Еве на база на таа мала болница со кадар од 60 на луѓе, кој полека се зголемувавме, да сега станеме еден здравствен гигант, фактички, кој во овие простори, мислам дека нема, Балканот може и пошироко. Тоа беше 2001. Да, 18 години полнолетство, значи да, приватно правите. Сега сме веќе преку 1000 вработени, цел клинички центар, мислам, не постои некоја област во медицината која не е застапена и тоа со слано брендови, со комплетна нова технологија. Како се случи да станете за многумина еретик, да речеме, во областа во која што делувате, бидејќи ние сме патриархално општество, како почнавте да ги кршите бариерите, да ви веруваат, но предпоставам дека борбата за мајчинство ги руши сите препреки. Кога почнавте со инвитро? Вие сте практично носител на таа дејност овде, представник во сите здруженија. Да, јас кога излегов од клиника, јас баш од тоа одделение излегов, пошто ги поминав скоро сите одделенија, бев прво неколку години на оперативното одделение, па после неколку години дојде друг директор, ме смени од тамо во родилна сала, па од тамо кога поминав ме ставија на стерилитет, и стерилитетот нешто што воопшто не го сакав, нити пак имав некој афинитет према таква работа. Значи, вие да не помислите нешто, тоа ќе ви се случи. Така. И стварно, веќе навлегов во проблематиката, за жал Македонија немаше, како и други работи, све на последно место и ние немавме се уште, може би, единствена земја, ако не рачунам Албанија и така во Европа, што уште немаше инвитро, тоа беше негде 2000-та година. И се усовршував нешто во Љубљана, нешто во Софија и дојдов и викаат сите, не се секире, мои учители, 2 години да немаш успех, не се секире. Ќе дојде кога дојде. Нас втората пациентка не остана бремена и се породи, мислам. Жена што 10 пати била на други места, на своји 40 години. Веќе и третата остана бремена и така некако влеговме во таа шема. Се прошири одделението, сега сме веќе така. Мислам дека имаме негде до сега околу 7000 према некои статистики сега што ги вадеа деца, што е еден просечен град во Македонија. Да, фасцинантна бројка, вистина. Да, како што е пола Македонија иселена, може и голем град да биде се. А и се повеќе ќе има потреба од вас, затоа што влијаат многу фактори. И ова што го споменавте, и ваквиот начин на живот, вистина фуриозно темпо, тоа се оние проценти што отпаѓаат на непозната причина зашто некој не може да забремени. И веројатно тој фактор е одлучувачкиот. Секаде во светот трендот на процентот на зголемување на инфертилитетот, односно неплодноста, може да кажеме брачна или како пар. Тоа е кога еден момент во животот, еден пар кој нема контрацепција не може да постигне бременост, нели? Секаде е зголемена таа става. Што е влијание, не се знае. Не е толку дека е кај нас па не сме развиени, него секаде во светот и во развиените земји. Најчеста причина е што жените све покасно одлучуваат да раѓаат, покасно се развива бракот
А биолошкиот часовник не сопира, Сигурно, оди, а да, чувството за е жал. дека Да, со ботокс може да се постигне младост. Тоа е заблуда. Кога се чита со бајле оперативниот програм, нели, на крај сме ние како кои се денеска за вадење нејани клетки, нели, аспирација на фоликули и ова што ние шефица на гинеколошкиот е само чита 42 години, 43, 41. Така да се поместува цело време. Затоа све повеќе имаме млади пациенти кои доаѓаат да замрзнат јајни клетки. Јас имам по 3-4 месечно такви, кои имаат по 30, 32, 3 години, ја немаат се уште озбилни партнери, веќе таа све сработи, доаѓаат. Е добро да се работи на подигнување на таква свест. Све повеќе пациенти што доаѓаат да донација на јајни клетки. Тоа е една од главните причини. Вака од една друга перспектива, јас паметам еднаш рековте дека кога некој сака да има дете, најголем проблем се интелектуалците. Зошто е тоа обратно пропорционално? Помалку се решителни, се уште е инвитрото табу, кај нас е пракса да се Машките говори машките, да, каква е сега со интелектуалки? Не, машките интелектуалци. Не знам зашто е тоа така, можеби работи некој его, дека они се ако се врво нека своја област, да. И не може да им недостасува нешто. Да, и они се, за жал нашиве интелектуалци не се као Вуди Ален. Они се по-така, нели, не сакаат така да се, нивната слабост да излезе или некоја фиктивна слабост, тоа не е слабост, тоа е нормална ситуација. И они се многу тешко ќе ги третираат еден обичен спермограм да дадат, така моли. Не зборувам за сите, али огромно така. Имаат крстено деца на вас, бидејќи предпоставувам дека кога некој има последна шанса, мислам дека тоа е најголемата чест и почест. Да, неколку пати, да. Али скратено, бобан или така, не е целата слобода. Да. Сте биле кум некаде? Сте добиле покана? Не, јас не, обично ги одбивам тие работи. Ма сигурно имало. Треба да има, да. Има, тоа се, видите, наша, колку да е симпатична и убава и така и може да се каже емотивна оваа наша работа која ќе заврши среќно. Сепак има многу моменти кои така не завршуваат среќно, многу пати или многу све ќе направиме, сепак еве некој мал процент од парови нема да го успее тоа е секаде во светот така. И оваа работа човек мора да ја работи со емпатија и со некое посветеност. Тоа секој пар да го гледа како на пример да му се деца или некои блиски роднини така и ако нема таква однос со пациентите, не верувам дека ќе успее. Со таков однос се создава една доверба и некоја врска помеѓу тројцата, која после тоа со таа доверба и таа врска и пациентите кои не успеат еднаш или два пати знаат дека има некоја шанса. Јас сум секогаш реален и многу пати на пациентите им кажувам дека џабе се мачат, дека секој нареден обид не е само физички третманот, нели, последици од физичкиот третман, од хормонската терапија. Типка и во психата. Психичкиот шок е после ова. Али кога ќе се воспостави еден нормален однос, таков како што треба меѓу докторот и пациентите, мислам дека секогаш ќе вроди со плод кога имам услови. Емпатијата треба да е иманентна на докторите, не сите доктори, да. Затоа ли вашите колеги ве поштедија и не ви кажаа ви сокрија кога вашата ќерка се отиде на породување? Да, тоа беше добро на првото породување, ова бореше да знам затоа што внуката беше големата кај нас дома, така да немаше шанси да не знам. Да, јас имав и 2 операции тој ден. И се спремам да одам со првата операција, се јавувам доле, да ја носите жената, вика не може, има технички проблеми за 1 сат. Добро. А пошто се различни салите за царски рецеви и нашиве оперативни, ми се јавуваат после 15 минути, вика, ајде честито стада дедо. Како дедо, претходната вечер бевме на концерт на Стинг. Тука во Борис Трајковски. Заедно бевме рипаше со длока стомак. А не била договорена више за тоа, ама не ми кажа. Супер. И така да стварно се шокирав, она позитивно, не знам како ги заврши операциите, грдлежи, ништо. Да ги работевте, не ве моравте да ги... Да, не беа нешто посебно лапароскопска хирургија, така едноставно.
сигурно не е пријатно да сте на стендбај, бидејќи инвитро постапката не може секогаш да се темпира. Не знаете кога ќе созреат јајцеклетките, не знаете сабота, викенди. Ретко. Гледам барем еден ден да ми е слободен, или сабота или недела. Тој ден кога ви е слободен, повторно не сте дома, туку сте во планините. Сега за втората пасија, велосипедизмот. Да, и кога одам на работа, кога ќе завршам, возам велосипед. Тоа ми е страст, не знам, мислам. Ама не возите вака да се шетате низ градов, туку сериозни тури. Сериозна и може да се каже дури полупрофесионално. Не знам, тој што вози може да разбере. Тоа е нешто како... Не е тоа хоби, можам да кажам, дури патологија малку тоа. Јас го почнав пред 15 години со некои обични така маунтајн точаци. Популарно кажано за беганост, како што рибарите сите им се чудат зошто стојат во вода толку рано наутро и ова е второто такво нешто. Има еден со мене Сичо се вика заедно возиме, он вика баш тебе го патентира вака кога водиме по планините и кога ќе видиме ловџи или рибари. Вика, ова ќе бевме да не возиме точак, само да избегаш од дома. Во суштина стварно е нешто повеќе од тоа и така како влегува тоа почнува човек стварно да. Јас многу ја викам, ја ваков нема да станам никош, што е ова, викам, сите брендирани облеки, ова, не знам. Сега сте со сите нишани, со следење на секоја една алатка, придружна гума. Да, јас имам сега моментов нешто сум ми поклонил. Само еден точак сум продал, што е друго сум поклонил тие што ги имав тие пониски вака брендови. А докаде најдалеку возевте, која ви е Па нема дестинација кај што се клучните тури што се возени Тур де Франс, Джиро де Италија и дел од овие Vuelta во Шпанија што не сум ги возил. Чи клучните брда во Франција и Италија како што се Стелвио, Гавија, Моменту, алпските овие, Алп де Хуес, Галибиер и така, сум ги возил сите. Се разбира, не оние тури што ги прават по 200 километри, неколку илјади метри успон, али по 1500-2000 метри успон, едно брдо, денес друго брдо, друго и така. Така да се тоа сум. Големава повреда лани приклани кога беше... Лани, година дена, точно. Не ве одврати од оваа љубов? Не. А сериозно бевте повредени? Да, сопругата не ме одврати. Што ви се случи, така како е денеска можно? се сретнав со ортопедот што ме оперираше. Што ве среди? А точно ја викам кога ќе ми ги извадиш штрафовите, баш му кажам, иначе... И штрафови имавте и уште ги имам. И возите. Да. Точно на 11 ноември лани, баш затоа што бев на работа, имав баш функции нели за инвитро, а моје пајташи бајкери отидоа негде Козјак. Не знам, јас сега пошто бев, беше жал. Да, ќе се качам до врв и ќе се сивнам и на враќање да се лизнам на таа една оштра кривина. Сум паднал многу пати, мислам, тоа е нормално. Постојат два типа бајкери, едни што паднали, едни што ќе паднат, тоа е дефинитивно нормално, да, нема трет. Сега така беше многу незгодно, не ми се откачи, тие се фиксирани, оштра кривината, двете тркала излизга и директно на кукот. Се мислеа дали вештачки да стават, меѓутоа ја упорен бев, вика на твои години како е. Ја знаете физичката подготвеност. Ако треба вештички прво вака. И многу брзо ставив на точекот, набавив од Германија, се статичен го прави. Али исто е, истите програми се и може да гледате кај сте возели или да учествувате дури и виртуелно со многу низ цел свет. И многу брзо почнав со физикална, веќе после 2 месеца, негде јас со штаки одев на работа, а дома возев по 1 сат, 2 сата, пошто ми дозволи ортопедот. И овие што ви праве физикална колешка, вика, како се сите кod тебе, ние ќе изгубиме работа. Вика, не може вака. Нема пари од вас. Да, и веќе после 4 месеци, прво малку со страв, почнав и готово, веќе ги возам истите тој. И тоа е, не знам како да го објаснам, веројатно има некоја забеганост, тачно зборе тоа. Но вие не само што пропагирате здрав живот, вие и го живеете, бидејќи знам лично никогаш нема да прифатите да јадете нешто што е извор на шеќер, вештачки. Шеќер никогаш и како млад не сум јадал никогаш шеќер и денеска многу малку јадете воопшто? Не јадам. Не вади тоа е вака спорта што е. Иначе
Не вечерам, али ручек сакам да биде добар. Во главном не јадам месо, ретко. Се она што се препорачува, да кажеме, го практикувате веројатно од лично искуство и од чувство. Сме, да, сега. Пошто и ќерка ми е многу забегана во тие работи, здрава храна. Внука ова е мала уште, малечка, ова е нема ни 2 месеца, постарава е 2 години и месец дена. Она нема пробано млеко во животот, нема пробано, не знам, шекер, леп нема пробано. Ја критикувате? Јас го јадам, ќерка ви или не може да се мешаш, она е тоа, со неа нема муаве. И го е она кај нас, јас не можам да ручам без малку барем леп, каков тако. Да. И мало го ќе го види тоа трча, деде лепчета тако е. И сега го ќе дојде ќерка ми морам скришно да тргна. Да не и даде леп, не и даде викам. Мора да лажете. Да, очигледно. Они се сега млади исто и сопругот незин и они се стварно по некои такви храни и тоа е. Да. Но кога ги споменувате внуците, децата, гледам со каков жар зборувате. Предпоставам дека сега главното хоби веќе ќе почне да паѓа во сенка и велосипедизмот, и винилите, и што ќе се случи ако внука ви земе омилена плоча и ви ја скрши? А се случува? Нема нека скрши. Нека тука нема Кога мајка ми кажуваше дека повеќе ги сака внуците, ја не можам да ја верувам. Сега гледам стварно дека е така, тоа е чудо. Кога беа деца мали, јас специализирав дежурства секој втор ден, цел ден на работа, јас не ги видов фактички. А ова сега ден да не е тука, Богу секој ден ја носи поручек. Ја не можам да, стварно не знам. Ако е напорна, многу сака да ме шета горе-доле по скали, да играме шах, ја ги нешто, да местиме некои... Тебе држи во кондицијата. Да, цело време. А иначе таков е животот, многу работи завршуваат. За жал, младоста поминува некој детството, кое тоа наше време беше безгришно. И тоа многу работи почнува. И фала Богу што е така. Ви се смени перспективата и во професијата од кога ги имате внуките? Да, во сите. Во секој поглед може да се каже, исто така и во професијата. На штета? Не на штета, напротив. Во корист. Да, гледам да имам што повеќе слободно време сега. Корист на мене. за да го поминете со внуци. Да. Рековте дека читате. Светот отиде таму каде што отиде. Тешко се следат сите информации. Останавте на оние, бидејќи сте во таа смисла конзервативен, ги сакате винилите. Останавте да ги сакате книгите. Она што велиме хард копи. Значи, јас купувам книги кога е сајамот. И обично најмалце 20 до 30 книги ми требаат тие цела година и плюс нешто што ќе ми даде некој така и не свет читам, мислам. Кога се повредив, немаше дневно читав една книга, читав филозофија, читав историја, сега многу ме интересира биографија и така натаму. Нешто као револуција беше го ја прочитав, тоа бев, мислам, први клас гимназија, 100 години сам отидов. Тоа беше нешто, не само за мене, тоа беше револуција опште, тоа е јужноамериканска литература и многу ја сакам. Така да сега музиката, џезот ви е доминантен? Не. Или не? Класиката? Не, сега ќе ви кажам. Ја прво... Дека ве гледам на џез фестивалот затоа. Да, не, сакам џез. Меѓутоа, јас најмногу ствари сега ќе ви кажам. Почнав со, блуз, рок. Рокот беше, блузот е... Вие бевте про Битлс или про Стоунси? Не. Стоунси се разбира. Па првите 2-3 албума на Джегер на Стоунси се чист блуз. Сега се врати малку Джегер на блуз. И конфликтот меѓу Брајан Џонс и него беше баш правецот кај ќе продолжат. Брајан Џонс беше повеќе да идат у хард рокови. И тука после нек мистериозно загина, така. Инаку јас дефинитивно сум за рок и тоа кога тој рок што почна кога ги имаше примесите на блузот. Блузот беше 19 век, 20 век, средината рок н ролот и 60-тите години, бас ние го почнавме, се развија тие. Јас најдобрите албуми беа првите, Лед Цепелин исто. Пола се блуз, 90% првите 3 албума се блуз.
Или оние што стана антологиските се базираат врз... Да, овие браќа Фергусон, како се вика, Криденси, тие беа исто феноменални првите 3 албуми. Али за мене беше откровение панкот. Дефинитивно, панкот. Да. Тоа беше кога се Затоа вие со Тошо Филиповски си го имате муабетот и со винилите. Да, панкот беше нешто, мислам, ако беше некој протест, војна, конформизам и така, нели. Панкот дојде со голување. Кој би рекол, вие сте толку смирен и секој зборови алтан, онака овдека дури се чудам колку зборувате и се радувам посебно, многу малку зборувате. Тоа беше чудо, мислам, и тоа стварно со голување на целата она општество, западната филозофија, средната класа. Стварно беше, тоа нели уште кога почнаа и Студжи си ги попса тие Raw Power на времето и после многу ги сакав од сите, од Смитс до Джем, добра идеја толку, али најмногу ми се допадна Клеш, нели, Джо Стринат. И се разбира, врв ми беа Фугаци и денеска си ги слушам многу сите албуми ги имам од Фугаци. И после многу, у тоа време джез рокот, односно фьюжн беше и тоа се имам, да, Return to Forever. Да, ги слушавме во Скопје, прекрасен концерт. Да, и тоа едно време тоа дојде прогресијата, нели? И многу го сакав и краудрокот, германската школа, Диселдорф, многу ми се венесува. Тие беа сите Kraftwerk, Birth Control, Jane, сите. Гледам јас дека треба уште една емисија да се прави кај вас меѓу винилите и тоа да биде документарен филм со што. Да, ги слушам нив, стварно. Тој краудрок многу ми се допаѓа. Овие Ној, нели, Ној она Неуд, која излегува од Гуру група, една група. Ја слушам тоа, викам, која е ова глупост? Тоа Гало има една песна 20 минути. Како ја слушам, ај уште еднаш, тоа е некој гитара отсечна, некои акорди без везе, како го тие диџокиите плочи што вртат. А вторава гитара соло некои звуци пушта и некој ритам позади, ритам секција. И она како ја слушам, денеска го ја слушам музика во моја тај подрум вински што викам, ја морам да завршам со таа песна. Тоа е нешто како некој апачи ритам после. Да. Исто мислам дека и Морис Равел го напишал Болеро било чудо на времето, сега една од најизведувани композиции, така и ова нешто влезе во тоа. После тоа веќе нели почна работата, почна ова и многу помалку време има. Тек сега го имам пословодно време, после 90-ти години, реактивирав ова и простор пошто имам и се вратив на винилите и учиам. Мене ми е многу жал, јас мислам дека минутите за овој разговор истекоа, уште долго би зборувала за музика, сега ми е жал дури што... музика можам цело да зборувам. Да, затоа велам треба посебна емисија. Јас ке ви се заблагодарам за ова гостување, зашто ова дефинитивно еден поинаков разговор од она што се очекува од вас. Редовно ве прашуваат пациенти за проблеми, ви се јавуваат. Таа проблематика ќе оставиме за клинички услови и се радувам што разговаравме на други теми. Да ви кажам и мене беше уживање овој разговор, стварно. Давно вака убаво не сум си помнил. Ви благодарам многу, а овде има една традиција, Литература МК секогаш на своите гости им подарува по една книга и мислам дека ќе ви се допадне, Ноам Чомски. Веќе на македонски јазик има одлична литература, не мора да читаме на јазиците од соседите или на некои од големите јазици. Така што и покрај музичкиве биографии, претпоставам дека ова ќе ви биде поинтересно. Многу ви благодарам за тоа што Ноам Чомски ми е умилен денешен филозоф. Он е следбеник, нели, на таа анархична школа, многу луѓе повторно панкот. Да, повторно, да, многу луѓе не знаат што е анархија. Они мислат дека анархија е некој нема систем, дека е хаос, напротив, анархија и само ти ме кажа безвладење, што да не владее човек врз човек, тоа е анархија. И имало Париската комуна, например, е прв еден таков обид да се може би иднината ќе донесе нешто такво, кога нема да има партии, влади, него кога само експерти и луѓе што знаат, се разбираат, ќе раководат со администрација. И ако редовно, ова не сум го прочитал и многу ви благодарам, али редовно го барам по портали, по интервјуа и по некои негови колумни, многу ми се допаѓа. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам и вам.